Кој знае по кој пат ова лето гори Делчевската депонија. Среќа во несреќа е што ветерот ги носи во спротивен правец од Делчево густите облаци од Чад. Депонијата, иако е оградена и со стражарска служба, сепак често гори, а низ неа се шетаат лица кои пребаруваат низ депонијата, но и свињи од локалното население. Причина за палењето на депонијата е човечкиот фактор, но и стаклото од неселектираниот отпад, тврдат од јавното комунално предпријатие Брегалница од Делчево. Главен фактор моментално за тоа што се пали депонијата е стаклениот отпад. Значи, ние се уште него одделуваме отпадот при собирањето. Главен фактор за запалење на депониите е гасовите што се ствараат од органскиот отпад, подпомогнати од стаклото и високите температури. На депонијата често интервенира и територијалната противпожарна единица и камионите на Делчевското комунално предпријатие. Моментално, значи, имаме возило ТЕГЕ, кое што работи на депонијата и редовно ја санира. Редовно доставуваме земја и песок со која што ја затрупуваме депонијата, таму кај што се пали. Дневно Делчево изфрла околу 15 тони отпад на кој не се прави селекција. Конечното решавање на проблемот со депонијата го дава изградбата на регионалната депонија, која по многобројните дебати и изработени елаборати со средства од Европската унија за источниот и североисточниот регион е лоцирана во општина Свети Николе. Во моментов во рамките на проектот за регионална депонија е распишан тендер за набавка на 77 камиони и 52.650 канти, со што треба да се решат 16 депонии и 107 љубришта во регионот. Тоа се возила за собирање на смет, транспортирање на смет и ќе има посебни возила. Вредноста на проектот за набавка на тие возила е 26,7 милиони евра. Според проектот, претоварни станици на отпадот ке има во Македонска Каменица, Берово, Виница, Штип, Ранковце, Куманово, а меѓурегионалниот објект за рециклирање за третман и санитарната депонија ке биде лоцирана на локација во Свети Николе.